да ги гледам овие снимки и прекрасноти кои што доаѓаат вака озгора на Пелагонија и морам да признам дека секој пат кога ги гледам си велам следниот пат можеби и јас ќе се погодам да се пуштам во една таква авантура, иако телевизија 24 многу одамна, некаде 2012-тата, имаше прикажување на целосен еден процес на тандем параглайдинг, ама нема да зборуваме за тоа, нема да ви враќам стари снимки од некогаш, ќе зборуваме за нешто што за прв пат се одржува кај нас, односно станува збор за тоа дека во Крушево се одржа првото СРС, односно ЦРС, ама СРС бидејќи од англиски доаѓа, озон издание или едишн на првенство во параглайдинг. И токму со нас во студиото Баки Шакировски, поранешен тим лидер на македонската репрезентација. Баки, може на ти да преминеме, се надевам не е проблем. Добре дојде. Добре ме најдов, фала на поканата. Како си? Благодарам, добро. Вие? Одлично, да, може на ти слободно. Веќе со сите гости кога доаѓаат, прво ги прашувам дали може на ти и потоа да комуницираме. Ајде да одиме со ред. Додиме со објаснување. Јас веќе ги спремив гледачите дека не разбирам многу за што ќе зборуваме. Голем дел од терминологијата не ми е јасна, освен параглайдинг, тоа веќе го разбирам. И понатаму веќе се ова останато што се организира не. Што точно се случи во Крушево? Прво морам да напоменам дека ти си еден од ретките надвор од нашиот круг што го погодуваш правилно зборот параглайдинг, бидејќи обично е пава, пала и така натаму. Да. Морам да вежбаш. Синоќа вежбав, параглайдинг, да. Што се случуваше во Крушево? Па во Крушево во суштина се случува многу голем број на меѓународни такмишења. Од светски рамки, национални такмишења, првенства и така натаму. Ние имавме таа стеќа годинава да го држиме првото СРС, такој форматот СРС. Јас се обидов да го преведам тоа на македонски, ама видов дека нема македонска верзија и не ми звучеше некако, бидејќи доаѓаше како спортска класа на трки. Racing Series, да. Спортс клас Racing Series. Доаѓаат еден нов формат на такмичења каде што параглайдерите кои што учествуваат во такмичењето се ограничени во, да речеме, во една категорија. Пластично кажано, да ме разбере, да пластично кажано. И јас да те разберам, да. Имаме такмичење до 600 кубика. Многу пластично. Многу пластично, за дибидуси во спорт како мене, многу пластично. Добро, ќе стигнеме до кубиците, добро? Што значи тоа? Значи, параглайдерите се поделени во категории. Значи, имаме школски параглайдер, потоа некоја друга категорија, која што е, да речеме, наменета за некои поискусни пилоти, па спортски глайдери, па D, па competition, такмичарски глайдери и така натаму. Значи, обично такмичењата се летаат со competition глайдери, тоа е некоја категорија CCC. Сега, замислите некаде во средина се наоѓа C класа на глайдери. Значи, ова такмичење може да се учествува со тој тип на глайдери, тој тип на параглайдери. Значи, не повеќе од тоа. Интересно е што искрено, синоќа кога седев и кога истражував, иако многу посветувам внимание на интервјуата кои што ги подготвувам, ама на овие од спорт им посветувам особено внимание, бидејќи ми се многу голем предизвик. Морам да признавам дека бев воодушевен колку многу настани врзани со летање, колку многу полетувалиште и колку полетувалиште? Сум научил еден збор. Колку многу, впрочем, и првенства се одржуваат кај нас. Така. Јас бев, сум читал, секогаш, ама збирно никогаш не сум седнал да погледнам дека ние навистина изобилуваме со организација на вакви случувања. Македонија мала, меѓутоа нуди прекрасни услови за овој спорт, за летање. Не само со параглайдери, не правиме мовите со змаеви, хенглайдери, така натаму. Да, тоа змајарство прочитав, беше многу интересно. Змајарство или хенглайдинг, да, и посебно Крушево. Значи Крушево е центарот, не само во Македонија, на Балкан, така него светски центар. Значи Крушево важи за светски центар во параглайдингот. Бидејќи има прекрасни услови, конфигурацијата на теренот е прекрасна, значи тоа е Пелагонија тука, рамница, обкружена со голем број на планини и нуди, да кажеме, разноврстно летање. Нуди планинско летање, нуди долинско летање и така натаму. Градчето ни е тука со солиден капацитет на сместување и стартот е многу блиско. Значи полетувалиштето е многу блиско.
на 5 минути си со возило, нема никакво пешки, одење и така Што во натаму. суштина е ретко, да речеме, за други места. Таков тип на услови, да, можем да кажем дека се поретки во светот. Што значи првенство во параглайдинг? Еве категориите веќе почнавме да ги разговараме. И веќе ова што вие го правите, што е тоа што го издвојува? Некако ти почна да ми објаснуваш, не знам дали добро сватив. Видите, во Крушево до сега се имаат одржувано, да кажем, многу повисоки такмичења, повисок ранг на такмичења, како што е светско, европско, Минатата светски година, купови, мислам, така натаму, дека има. сите минати години, значи секоја година има голем број на такмичења во Крушево. Ова такмичење интересно бидејќи е тотално нешто ново, Добро. значи во светот на параглайдингот, и почнува од нас, значи почнува од Македонија. Ние сме, значи, Не, првото такмичење Го почнува од нас, основале. да. Замислете дека некоја тура, значи неколку такмичења има во светот и првото почнува од нас, од Македонија. И беше интересно дека, да речеме, времето баш не ни беше наклонето, морам да признам, меѓутоа извадивме максимум од тоа што имавме. Да, видов дека имаше од неколку 7 мај мислам дека Од 7 до 14. да, од 7 до 14 имаше неколку дена кои што беа откажани. Да, бидејќи врнеш. Да, и тогаш е невозможно да Апсолутно, ние немаме контрола на врз времето, бидејќи ваков тип на такмичење се закажуваат уште од минатата година. Закажувате термин, све е организирано, нели треба луѓето да дојдат од цел свет. Значи имавме луѓе од Чиле, од Австралија, од Америка, од цела Европа, од Кина и така натаму закажани летови. Тука нема мрдање на тајмингот, да. И не е нешто што веројатно не ви е вам очекувано. Еве и вие кога одите некаде надвор, сигурно истото се случува, бидејќи едноставно временските услови се менуваат. Апсолутно, тоа е нешто што во моментот се одржува светско првенство, значи светското првенство во Франција. Да, во моментов сега и времето исто така да кажеме има летачки денови, нема летачки денови така натаму. Но тоа е предвидено во начинот на организацијата, секогаш имате идеја, затоа и можеби и подолго трае. Како тече процесот? Ме интересира, еве да ги запознаеме гледачите, потоа ќе им пуштиме дел фотографии. Во меѓувреме режија вие додека зборуваме ние може да ни го пуштите видеото да оди во позадина што е долгото видеото од 8 минути што го имаме. Така што како тече овој процес? Значи прво да почнеме од процесот како воопшто ти дојде на памет да се занимаваш со ваков вид спорт. Знаете, тоа се оние глупави новинарски прашања кои велат од каде ви дојде инспирација за да ја пишувате оваа книга? Па еве сега едно глупаво новинарско прашање. Не знам, некоја желба веројатно уште од мали нозе претпоставувам. Да, не знам, да бидам пилот. Така и се запишував на времето некоја војна воздухопловна академија, некоја желба се лета едноставно. И тој со едноставно не успеа, бидејќи нели се запишувавме тогаш во бившата Југославија И бидејќи живееме таму каде што живееме, добро? И така некако, меѓутоа се роди една желба некаде почетокот на 90-тите години. Почна да ни доаѓаат некои видео снимки, касети, ВХС на времето. ВХС. Да, ВХС. Да. Од некои лица кои се качуваја по некои планини по Алпите и едноставно полетуваја со некаков тип во тоа време беше, да кажем, поише изгледаше на падобран него на параглайдер. Добро. Да, и успеавме да добиеме некои контакти, некои лица веќе почнаа да летаат во Македонија. Они не учеа нас, ние почнавме да ги учиме помладите и така натаму. И Кога разговаравме за почетоците, кога се договаравме и за гостувањето, ми беше многу интересно раскажувањето дека во суштина сте се учеле сами. Па тие години, 90-ти години, стварно немаше кој да не учи. Едноставно, буквално сами се учевме. Да. Поприлично, да, тоа е и малку и ризично ми делува. Апсолутно во секој случај, бидејќи издењето беше на некое ниско ниво, параглайдингот како спорт, да кажем, како дизајн беше во почетоците, да кажеме, и тоа стварно беше ризично. Можем да кажем слободно дека многу од нас имаат и повреди и така натаму. Да, меѓутоа
многу еволуираше во овие 30 години. Значи јас се занимавам 30 години со овој спорт и навистина многу еволуираше. Се сменија работите, опремата, техниката. Да, техниката комплетно, значи самите параглайдери станаја толку комплицирани како дизајн, значи премногу летаат, супер безбедни и така натаму, самата опрема, протектори, резервни падобрани и така натаму, инструменти. Тоа е навистина кој се сетам што ние летавме на времето, какви крпи можеме да кажеме слободни, каде сега отидна параглайдингот, тоа е стварно научна фантастика. Дури од денешна перспектива човек и да се запраша како воопшто со кој памет тогаш сте летеле со тогашната опрема, или? Знаете како ни велат насвија, да имате памет, нема со чаршаф и да шега на страна, да, шега. Не, ама тоа е љубов е во прашање, да. Тоа е точно, кога посветено на вистина работите на нештата, тоа е фасцинантно. Во тој дел, дали тоа значи дека денес веќе, бидејќи споменавте околу безбедноста, денес веќе безбедноста е на толкаво ниво што еве на пример еден ваков покрупен човек како мене нема никаков проблем на тандем да речеме да се качи. Добро, не би кажа за тебе дека си баш покрупен. Добро, малце покрупен од вообичаено, од стандардното. Без никаков проблем, бидејќи тандемите во суштина се сертифицирани до 240 кила. Добро. Да, комплетно од тандемот. Од тандем. Комбинирана тежина. 20 пилоти комплет и така натаму, така да не верувам дека би ја надминале таа тежина. Така да во рамките на сме во рамките, така е. Сме, да. Да. Во делот на пријавувањето, спомена земји од каде се имаше, Австралија, Чиле, и човек кога ги гледа, ево, ова е од минатата година, ми се чини од светско првенство, така? Да, теба се снимки од светски куп, мислам. Од светскиот куп, да. 2022 втора е. Од светскиот куп и вака кога ги гледа човек, овие видеа се фасцинантни. Значи, сите во воздух сте, сите летате, што значи летањето во смисла, дали имате одредена траса на која што се движите, кога станува збор за првенство, бидејќи мора да има критериуми, мора да има одредени работи кои што треба да ги испочитувате за да се смета дека сте рангирани на некаков начин. Има светски рангинг на светските пилоти и така натаму, меѓутоа ваков тип на табелите на резултати многу не ги разбирав. Да, зависи за каков тип на такмичење станува збор. Бидејќи многу земји, да кажеме, кај нас ги има своите отворени првенства. Добро. Да кажеме Norwegian Open, Belgium Open, Scandinavian Open, Czech Polish Open, значи нивните национални такмичења ги одржуваат кај нас во Крушево. А нивните воопшто? Да, нивните воопшто, да. Да речеме, некои од земјите, да кажеме, немаат баш толку добри услови каде што би можеле да ги одржуваат нивните такмичења и ги одржуваат кај нас. Не само кај нас, и Франција, Италија, така натаму, меѓутоа голем број такмичења се одржуваат во Крушево, да. И сега, ако станува збор за ваков тип на светски куп такмичење, тогаш станува збор, значи, навистина за high level такмичење, каде што пилотите се пријавуваат, има одредена асоциација, да, и потоа на нас останува логистичката поддршка во Македонија. Уствари, као организатори, тука кај нас. Сега, значи едно такмичење, што станува збор на такмичење, обично се таскови ги викаме, tasks, одредени задачи за денот. И тоа зависи од многу, од ветерот, од условите на денот, од која висина се облаците и така натаму. Секој ден, уствари, таскот е различен. Ако се добри условите, таксковите може да бидат и 100 км, и 120 км. Ако не се добри деновите, гледаме да бидат пократки, 40, 50 и така натаму. И во суштина, тасковите се кој е најбрз. 100 км да излетате? Да, се лета 100 км без проблем. Посебно за ваков тип на high level такмичење, тоа е и најнормално, да, и ништо, да, во суштина. Мене тоа ми звучи многу. Звучи многу на некој начин, да, меѓутоа воопшто не е многу. Посебно за овој тип на пилоти што се во светски куп или пак светските првенства или европските првенства, тоа навистина не е многу. Навистина е многу брзо се лета. Многу брзо летаат луѓето, навистина стварно е напреднато на летањето. Од тасковите кои што се издвоени, да речеме сега од последното, овде режија може само да ве замолам фотографиите кои што ги имаме насловени како победници на првиот СРС фото, тоа се 10 фотографии. Од тасковите кои што се издвоени, има 88,9 км, 38,6 и 35,8. Што значи ова? Тоа значи дека
првиот ден се летало 88 км, или барем задачата е така. Тоа значи дека дадена. временските услови биле најдобри тој ден. Биле најдобри, најверојатно, и затоа најверојатно предпоставувам дека оне што е task committee или луѓето кои што го задаваат таскот одлучиле да биде со таа километража. Предпоставувам дека другите два дена условите не пружале баш големи таскови, големи задачи, најверојатно одели на помали задачи, помала километража, бидејќи многу е важно и да се завршат тасковите за да биде валидно такмичењето. Колку луѓе имавте годинава на СРС? Мислам сега? Мислам дека околу 120 беше пријавената бројка, мислам дека имаме околу 110 кои што се такмичеа, такмичеа на СРС, иначе одат такмичењата и до 150 пилоти може да одат такмичењата, да. Истовремено. 150 пилоти, да, истовремено. Фасцинантно. Да. Фасциниран сум од цел разговор, морам да признавам, режија, среќа што гледачите не ми го гледаат лицево и изразот на лицето. И како што гледам овде, во однос на победниците, презимињата се македонски и победниците. Да, во секој случај ние имаме сварно топ пилоти во светски рамки. Затоа што истото име, да речеме, јас го прочитав и за Кореја и за други места. Така, имаме неколку пилоти, имаме тим кој што е навистина добар во светски рамки. Да, сега можеби ова не е познато, бидејќи нормално ние не сме фудбал, кошарка или ракоме, тоа е сега нормално, ова е специфичен спорт и така натаму. Да не се грешиш ни за фудбал ни кошарка, не знам ништо, иако кошарка имам тренирано неколку години, така што овде си во природна средина каде што ништо не е познато. Ама да, те разбирам, значи нема поддршка никаква, јас дури не ни најдов воопшто текстови на македонски. Да, на некој начин да. Сепак не е спорт кој што е од овие масовните спортови кои што се гледа, прати и така натаму, разбирливо, не, нормално, меѓутоа на такви сериозни успеси на наши луѓе и надвор од тука, ајде да речеме во Македонија не ме ни чуди што некој не слави успех. Ама надвор да речеме од државата ми е малку и дури чудно, тоа значи дека медиумски интерес нема, бидејќи не е мејнстрим спорт, така е, да. Еве да кажеме ново такмичење, Мартин Јовановски од Прилеп беше прв, Игор Тодевски беше втор. Од 110 пилоти. Темата не е наменска дека е Прилепчанец победникот, чисто да знаете. Ако беше наменска, ќе беше тој во студио. Да. Прилепчанец, меѓутоа стварно дечкото е во светски рамки, можеме да кажеме на добрите пилоти. Минатата година или така нешто, значи освои 3 светски купа, беше прв на светскиот куп во Турција, мислам, така пред година или две, и потоа имаше 2 светски купа, едниот беше во Кореја, исто беше прв, и потоа светски куп Азиска тура, Asian Tour, исто беше прв. Значи, сериозни големи такмичења, Мартин Јовановски прв. Така тоа е многу. Да, тоа е стварно сериозно. Имаме уште еден пилот, Дарко Станковски од Велес. Добро. Исто беше најден на светските купови, мислам, минатата година беше трет, исто така на подиум, многу значајно. И моментално во овој момент има светско првенство во Франција и нашиот тим во моментов е четврти. Да. Во светот правиме муабет, нормално си трае уште такмичењето, се надевам дека ќе постигнат добар успех да се качат на подиум, бидејќи минатата година за малку, за еден ден не се качија на подиум на европското првенство. Значи европско првенство, нашиот тим беше четврти во Европа. Браво. Да, до последниот ден беа трети, за жал последниот ден трка е сепак тоа, спорт е. Сепак е трка, да, така сепак се трки, спорт се не успеавме за жал да бидеме на подиум, да, меѓутоа еве се надеваме годинава можеби на светското првенство ќе постигнат успех и подобар. Морам да признам дека сум фасциниран од овие информации, особено затоа и истовремено сум и многу тажен, затоа што ние медиумите не зборуваме доволно за вакви успеси кои што не се директно врзани со тоа што е најпопуларно, да речеме. И веројатно можеби и поддршката во вашиот спорт и од страна и на бизнисот, од државата, не правам ни муабет, сигурно е многу мала. Па реално можеме да кажем дека е така, да. Во суштина овој тип на такмичења, навистина бараат вложување на огромен труд, навистина сериозен труд да се најдеш ти на такви такмичења во таа конкуренција и да бидеш компетитивен за да навистина да се бориш за подиум е сериозно. Значи правиме муабет, како да ви кажем, као во Формула 1, вие да бидете четврти, трети, прв, буквално. Значи правиме муабет за нависокото ниво во светот. Потоа тука станува збор за сериозни опреми кои што се менуваат секоја година, бидејќи
во овој тип на такмичења ти мора цело време да имаш, значи, најдобрата опрема во светот за да бидеш конкурентен. И ако ти е цело време се опремата. менува, цело време се менува. Добро, ма и тоа е опрема што веројатно и се троши поприлично, Веројатно, да, се троши бидејќи се лета и се троши, да. Меѓутоа, за да бидеш компетитивен, ти мора секоја година да ја менуваш таа опрема која што е реално од сите други опреми најскапа, да речеме. Да, ја да речем мојата опрема и не морам да ја менувам секоја година, бидејќи не такмичам, Така. летам друга дисциплина, летам слободно летање, крос кантри и така натаму. Меѓутоа, овие дечки, овој тим, значи, навистина мислам дека им треба сериозна поддршка. Тоа што ми беше интересно и тоа што гледав по странските блогови, бидејќи странските блогови, верували или не, ама стварно многу ревносно си известувале за ова случување и сите информации оттаму ги повлеков. Може режија фотографиите кои што се насловени како Фај Цивил фото следно да не ги пуштите. Тоа што беше интересно, баки за мене, е тоа дека овој пат имаше и подиум каде што само жени го запоседнаа подиумот на победници. На секој такмичење има категорија, да, зборуваме за кајнас. Апсолутно за кајнас. Општо во спортов, во параглайдингот има категорија, значи мејл мажи, фимејл, нели? Така. Жени, така да тоа е многу нормална работа во параглайдингот. Има доста жени кои што се стварно сериозни пилоти што некогаш доаѓаат буквално во конкуренција да ги, значи, победуваат и мажите. Да, така да. Да. Дајете ги фотографиите, затоа и ги побарав. Што е ФАИ? Така сум го именувал фајлот, ама Интернационалната Аероспорт Федерација, да кажем, ФАИ доаѓа на француски, Федерацион Аеронотик Интернационал. Така би дошло, да. Светската, да кажем, воздухопловна федерација, да, најпластично, да. Каде е? Крушево беше тоа. Ова се слики од Крушево. Ова слики Крушевот од СРС, од такмичењето, тоа е Мартин, Игор, тука се на подиум. Во делот на организацијата, освен временските услови, кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат организацијски? Па реално временските услови се нормално. Сега број еден, нити зависиме. Ама добро, тие ви се и предвидени дека се непредвидливи. Да, знаете, за мене, искрено за мене е безбедност. Безбедноста, бидејќи безбедноста зависи нормално од времето, зависи од задачите кои се дадени, зависи од пилотите самите, зависи од многу нешта зависи тие работи, меѓутоа безбедноста мислам дека ми е многу битна, бидејќи тоа, како да ви кажам, од првиот до последниот ден, значи 7 дена такмичење, многу сте фокусирани на тоа. Кој ќе дојде буквално последниот ден, знаете дека се поминало добро, немало некоја повреда, резерва, не дај Боже нешто друго и така натаму, буквално сте онака ми паѓа еден камен од душата дека све поминало добро. Да, тоа ми е некако. Дали веќе се спремате за следната година? Веќе годинава има многу такмичења во Крушево. Има десетина, има десетина такмичења во Крушево, да, има десетина такмичења, бидејќи видите во Македонија сме неколку тимови кои што организираме меѓународни такмичења. Значи еден тим сме, да речеме, ја, Игор и така натаму, има тим кој што се уште тим, Горан, Мартин и така натаму, кои што исто организираат светска класа на такмичења. Така да годинава исто така има, мислам дека има светско првенство во Крушево во змајарство. Има, да. Не во параглайдинг, не во змајарство. Змајарство е хенглайдинг, она што личи као триаголник вака. Тоа е змајарството. Тоа е хенглайдер, да. Тоа ќе те прашав сигурно, ама реков ајде подоцна, тоа е змајарството. Значи има светско првенство во змајарство годинава, да има и неколку други такмичења, така да сезоната само што почна во Крушево. Значи ние отворивме сезоната со нашето такмичење. Она што пробуваме со такмичењата во Крушево, да бидам искрен, е дека обично сезоната беше 2 месеци. Добро. 2 месеци, обично е тоа некаде јули, август, па после јуни, јули, август и се пробуваме да ја прошириме сезоната на некој начин. Значи пробуваме да метнеме такмичење во септември, пробуваме да метнеме такмичење во мај, да се прошири сезоната. Нормално со проширување на сезоната и со метување на поише такмичења, верувам дека и на само Крушево тоа му значи многу, бидејќи нормално голем дел од на некој начин инкам, пари, трошење и така натаму нели остануваат во самиот град. Во делот на најавата, да речеме, на ова првенство кое што вие го организиравте, беше фасцинантно да воочам дека повикот вели дека СРС
всушност параглайдингот е за пилоти кои што ја надраснале забавата и националните надпревари и државните надпревари. И дека бараат да одат чекор понатаму. Тоа значи дека веројатно и задачите, односно тасковите, се многу повеќе бараат. Знаете, СРС такмичење е нешто, значи тотално некој ново такмичење, нов формат на такмичење и се должи на тоа што буквално на еволуција на параглайдерите. Значи овие категории кои што спомнав А, Б, С, Д, С, тоа се сите различни категории на глайдери кои што нели градуелно одат нагоре. Добре. По однос нели на перформанси, на брзина и така натаму. И сега што кажав, тука некаде во средината е С. Дизајнот и технологијата на параглайдерите отида толку напред што овие С глайдери, овој тип на глайдери, навистина минатата година еволуираше многу. Добро. И за што станува збор? Уствари станува збор и за нов формат на такмичење, меѓутоа станува збор и за еден тип на промоција на самите компании, да ги промовира, значи нивните нови продукти, технологија и така натаму. И затоа да речеме СРС, нашево такмичење е Ozone Edition. Уствари тоа е фирма. А тоа е како фирма Ozone Edition, таа фирма го поддржува такмичење. Тоа е како со овие енергетските пијалаци најчесто што поддржуваат, што ги брендираат. Практично се брендира самото. Сега во Франција СРС ќе биде друга фирма Gin Edition. И така натаму, така натаму. Прочитав, мислев дека е кратенка за нешто друго, ама добро. Значи тоа е тоа. Така се вика фирмата. Gin. Добро. Да. Ozone, Gin и така натаму и други компании. Niviuk, тоа се компании кои што произведуваат параглайдери, да кажеме. Имаме сега шанса, бидејќи ме праша за до година. Имаме до година шанса, барем мојот тим, зборам за мојот тим, да организираме 2 такмичења. Добро. Да едното го одржуваме традиционално го СРС-ов да си продолжи со второ. Не, имаме друго такмичење кое што е Ozone Крушево Open. Добро. Тоа не е едно традиционално такмичење, кое што ствари не е толку многу такмичарски дух, колку што е fun education, забава и учење. Тоа што тебе ти е најмногу на срце. Реално да. Добро. Реално да, така да доаѓаат пилоти кои што влегле во параглайдингот, летаат нешто, меѓутоа сакаат да пробаат да научат нешто ново, да научат да летаат некои такмичења, инструменти, таскови и така натаму. Значи буквално е забава и учење. Ozone Крушево Open. Тоа го ние редовно го одржуваме секоја година, да, а имаме шанса да кажем и уште еден СРС да имаме до година со поддршка на една друга компанија која што Игор Тодиски лета за таа компанија, значи таа компанија го поддржува него, Advance Paragliders. На Игор во во победниците. Да, и сега ради успехот да кажеме, второ место, ради успехот на Игор да кажеме дека е второ место, тоа нели компанијата сака да си го промовира, сака да така им значи маркетингот и така натаму, и он излазија желба демек до година они да бидат поддршка, значи СРС Advance Edition, така некако. Значи до година верувам дека втората половина на август треба да бидат двете такмичења едно по друго. Тоа не е идејата сега. Ау, и 51 минута е. Треба да завршуваме. Во секој случај морам да признам дека имам уште еден тон прашања кои што ме интересираат за ова, просто не знаев од каде да почнем, каде да завршам. Ама вака човек кога ќе си го фати теркот, следното гостување веќе ќе знам точно, ќе имам почетна фаза. Баки, дали сте задоволни како организација од годинава? Да, задоволни сме, морам признам дека сме задоволни. Бидејќи на крајот на краиштата треба да се свртите наназад и да речете сме завршиле супер работа. Така, во однос на тоа дека времето не ни беше баш наклонето. Тоа нема врска со вас. Значи апсолутно, меѓутоа има врска со такмичењето. Уште 2 дена дожливи да беа и немаше да бидеме задоволни, меѓутоа задоволни сме, да, се помина во најдобар ред, безбедно, летаја луѓето, се забавуваа и така натаму. Да, навистина сме задоволни, да, од такмичењето. Добро, следно предизвик за тебе во однос на параглайдингот? Искрено, следен предизвик за мене. Да имаме добро летање, да имаме плаво небо. Добро. Можеби некој добар прелет, бидејќи нели Македонија летаме прелети, ние тоа ни е нас као дисциплина, значи летаме од некаде до некаде. Не знам, годинава се надевам можеби од водно до граница до Грција или од водно до Охрид можеби. Да, тоа ми е некако предизвик, да. Добро, од водно да полеташ? Да. Претходно викав кога се договаравме да скокнеш, ама не било тоа така, добро, да полеташ од водно и да слеташ на Охридско езеро.
Да, тоа околу ништо чудно, Охридско имаме дечки кои што навистина добро летаат, еве и овие тимот што се, меѓуто и други дечки кои што се полетуваат водно и се зависи од временските услови, се оди до грчка граница, до Меджитлија да речеме се оди, или пак се оди до Трпејца, до долу. Да. Македонија, рекордот на Македонија 250 км уствари лет за 8 часа. 250 километри со тие и ќе завршиме, бидејќи од режија веќе ми јавуваат дека мора да прекинеме. Баки, благодарам многу за издвоеното време. Да. И се надевам веќе за следното интервју што ќе го правиме на оваа тема, веќе ќе имам запамтено се што сме разговарале, ако не ќе морам да го прегледам. Ти благодарам многу.